Благодарам, председателе. Бидејќи сум и заменик координаторка на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата и бидејќи и моите претходни колеги кои што побараа процедурални забелешки, повеќето им се однесуваше на мојот говор од претходно. Само на кратко процедурално, колешката Жаклина Лазаревска, таа прва ги нарече градоначалниците на ВМРО ДПМН за очајни, а она што колегата Бајрам Кадрија го напомена за присуство и подписи за присуство на седници на комисии или на пленарни седници, да, се согласувам. Мислам дека вие тие кои што на 71-та седница, кога се усвојуваше дневниот ред, во тој хаос гласавте за членот од деловникот број 29. И слободно можете да почнете. Еве, ако ви дозволи председателот, јас немам ништо против да го земете списокот, да ги исчитаме и сите, но сметам дека прво кое што треба да го прочитате и со иницијали е АА. Тоа лице воопшто не доаѓа или доаѓа само на оние преку 6 седници кога треба да се подпише, и затоа ве молам, не се правете многу паметни во однос барем на оваа тема. И барем не со мене, бидејќи јас сум една од тие кои што многу ретко имам отсуство, уште повеќе за активност немам потреба да се докажувам. Сега во однос на контрарепликата кон колегата Панчо Минов, кој што нели се најде исто така прозвано, јас намерно ве прозвав како членови и заменици на комисијата, бидејќи се работи навистина за сериозен амандман, кој што е следствен на вашето триумфално носење на законот за минимална плата. И во контекст на мојата контрареплика ќе ви прочитам две пораки кои што ми стигна. Очигледно е дека интересот на јавноста е голем по однос на ова што денес се случува во Комисијата за финансирање и буџет, па добив две пораки. Та порака гласи вака: вели вработена или вработен сум во државен архив. Од 2015 до денес, тоа се 7 години, платата ми е зголемена за 1223 денари, или во 2015 покачување од 1000 денари на основица од 20.960 и зголемување од 223 денари од 1 април оваа година. Тоа е она за што говорев. До кој степен ги доведовте нашите вработени. Срам, пишува во оваа порака. И друга, која што сега пред да излезам на контрарепликата, вели државниот апарат е на респиратор со индустријски нечист воздух. Молете се за нас. Сега не знам кој ќе прифати да се моли, ама очигледно со ваква неодговорна власт сите сме во рацете на Господ. И сега во однос на колегата Панчо Минов, кој што е зачуден како тоа денес на средба дошле представници од синдикатот, од Сојузот на синдикати на Македонија, со председателот на оваа комисија, а како тоа немале средба со вас. Па јас колку што знам, колега Панчо Минов, вие сте канцеларија до канцеларија со колегата Бојан Стојановски. И многу често се имаме среќавано во ходник. Чудо како тоа сте или можеби сите имавте наредба да стоите затворени во канцеларии, да не случајно во ходник ве сретнат представнициве од Сојузот на синдикати на Македонија, па да имате во лице да им кажете она што сега одговорница сте така храбри да го кажете. Но јас еве не ве предупредувам, ние не сме представници на синдикати на Македонија, но принудени сме на ваков начин да реагираме, бидејќи ви е болна темата, затоа што ние како опозиција прифативме да го поднесеме овој амандман, а вие како власт не се одваживте на средби со нив. Зошто не се одваживте? Знаете што сте им рекле? Па затоа имаше изјава во јавност на министерот Фатмир Бесими дека нивната молба и барања ќе бидат услишани, односно реализирани со ребалансот. Сега не знам, ако мислите дека ќе има и некој друг ребаланс, може би вие како пратеници од мнозинството не знаете, па да се извади Фатмир Бесими и да каже не со овој ребаланс, со следниот. Ама кажав, законот е дециден и вели дека во рок од 6 месеци откако ќе се усвои закон за минимална плата, треба да се реализира и ова усогласување. И само за јавноста, тоа веќе е излезено, дека ова барање и овој најавен штрајк кој што ќе следи доколку вие, колеги од владеачкото мнозинство, не се произнесете за овој амандман, е поддржано, целосно поддржано Меѓународната и Европската конфедерација на синдикати. Вие кои што нели се правите во името на меѓународната и на европската заедница, еве не знам што би коментирале на оваа целосна поддршка. И сега колегата Панчо Минов вели го поддржува предлогот на Сојузот на синдикати на Македонија. И што?
Па поддршка се реализира со гласање, не со зборување. Го поддржувате, да. Ворете, ама не е сега време. Ама не сега после, ама не после до година, ама не до година за 2 години. Па така и со датумот за ЕУ правите. Го прославивте, датумот него нигде го нема. Се така ви помина ова владење. 6-та година започнавте, се не денес, утре, не утре, задутре, не годинава до година, не ова лето, следното лето, ама дојде да се ви виси на вашиот врат. И ние не сме за тоа виновни. Ние ги слушаме барањата на граѓаните. А барањата на граѓаните се согласно вашиот триумфален закон за минимална плата. Ние ве предупредувавме дека до ова ќе дојде. Како што и за многу други работи ве имаме предупредувано, ама вие сакате триумфално да најавувате нешто, ама кога ќе дојде вака, како да се изразам, кога ќе дојде, значи, моментот кога да се докажете на дело, сега тогаш ќе велите ние сме популисти, ние го политизираме, ги политизираме синдикалните организации. Не ве повелите зашто вие не ги политизиравте. Зашто вие од тие 5 амандмани што сте ги поднеле, 1 или +1 нека бил, бидејќи вие нели стално правите 4 + 1 5. Да не ве и ова, че ви беше 5 + 1. Оние 5 и плюс еве ово 1 и вие ќе триумфиравте. А ние ќе гласавме за. Сега дали ќе се броеше нашето или не, ама ќе гласавме за. И уште нешто што сакам заради јавноста да го споделам. Колку пати кажа председателот на комисијава, 4 пати досега имаме поднесено барање за итна постапка за предлог законот за акцизи? 4 или 5, небитно. Сега, 50% да се намалат акцизите за горивата, тоа е износ од негде, јас тоа не сум го пресметала, го пресметале експерти, е 50 милиони евра годишно. Тоа е нешто повеќе од половина што треба за да се усогласат овие плати, односно да се реализира овој амандман до крајот на оваа година, бидејќи не зборуваме за ребаланс на буџет за 2022 година. Мислам дека негде околу 30 или 33 милиони евра би чинело согласување на платите во јавна администрација. Еве кажувам, 50 милиони евра годишно вие земате со тоа што не ги намалувате акцизите на горивата за 50%. Навистина не знам што друго да кажам, како поинаку не да ве замолчам. Јас сакам да зборувате, ама да дојдеме до заедничко решение. А тоа е она што е следствено на вашиот закон за минимална плата. Па колегата Панчо Минов, бидејќи нему му контрареплицирам, велеше се прифатило, не се прифатило ова, она. Па јас и претходно денес кажав, треба да се провери и реализацијата на прифатеното, колега Панчо Минов. Со минатиот буџет се прифатија 2 мои амандмана, до ден денес не се реализирани, не се префрлени средствата. Кога ќе се реализираат? Во октомври, кога ќе почнат дождови и снегови? Или ќе биде како она кога колегата Панчо Минов за заемот од 90 милиони евра за справување со ковид пандемија, кога сите ние од опозицијата, онака дека немаме друга попаметна работа, на глас прашувавме каде ќе се трошат овие 90 милиони евра, има видеозаписи и стенографски белешки, кога колегата Панчо Минов велеше, абе сега не се зборува за тоа. Сега дајте да изгласаме ние заемов да го земеме, па после ќе ви кажеме каде се трошени тие 90 милиони евра. Па колега Минчов, каде се потрошени тие 90 милиони евра? Ние уште се бориме со пандемијата, уште имаме смртни случаи, уште имаме ново заразени, го немаме само Филипче. Се друго имаме. Наследство од Филипче ние се ова. Вие бевте тој кој што велевте, дајте се, не прашувајте ќе оди заемот. После ќе ви кажеме, па и нешто слично е и ова. Ќе прифатите некој амандман тек тука, ма овие главниве по некоја не знам каква случајност се погоди овој да биде 5-ти наред и да биде на првиот ден на амандманска дискусија. И што правиме сега? Го прифаќате, да, ама нема да гласате за него. Па тоа што значи? Што значи? Не е време? Па кога е време за вас? Кога е време за вас, колега Панчо Минов? Вие сте представник на власта, вие ја поддржувате оваа власт. Вие ќе одите вечерва во Кавадарци и треба да им кажете на вашите сограѓани дека нема да добијат законски што им следува покачување на плати, затоа што сега не е време. Затоа што мнозинството сака да го крши законот. Затоа што законот е дециден и вели дека во рок од 6 месеци кога ќе се направи ваква измена, односно покачување на минимална плата, треба да се усогласат сите останати плати. Што направивте вие? Вие направивте држава на минималци. Држава во која што се зголемува процент
на луѓе кои што примаат минимална плата. И сега бараме од тоа некакви квалитетни услуги за доволни граѓани, луѓе кои што сакаат тука да живеат, луѓе кои што сакаат да работат во државна администрација. Не, колега Панчо Минов. Сите кои што барем малку имаат некаква можност, заминуваат. Не ни да не слушаат, затоа што им е преку глава од лаги, затоа што за 5 години ваше владење во сабота ви се собра народ. Вие тоа го исмевате, повторно е ваш кикс, не е за исмевање, треба да ставите прст на чело. Ако вечерва одлучите онака како што сте решени, дури задутре вие ќе треба да имате сериозен проблем. Од 10 шалтери, еден ќе биде отворен за обслужување на граѓаните. Договорете се со владата каде другите 9 ќе работат. Дали во влада или овде во собрание. Може би тогаш вашите канцеларии ќе бидат отворени за да ги примат луѓето кои што нема да бидат отслужени затоа што јавната администрација е незадоволна. А да не зборувам за платите во приватниот сектор, тоа е амандман негде мислам 113 или 130 и некој, и тогаш ќе ве видиме, ќе ве ставиме овде пред јавноста, пред соочување со вистината, бидејќи тоа е еден амандман кој што бидејќи вие ги варате вратите за представниците на синдикалните организации, кои што сте исто така представници на граѓаните. Ги затварате, ама ви дојде време кога некој можеби и ќе ви ги разбие. Ви благодарам на вниманието. Благодарам колешке Стојановска за